Министре, се решили проблемот со трите денари кои што ги стимулираат визбите, ги се купили Вранецот во целост, бидејќи уште 50% е на возите? Ние денеска во рамки на мојата работа како заменик министер заедно со кабинетот сме на терен повторно на средби со лозарите. Токму и во рамки на Неготинскиот панаѓор традиционален и оваа година. Она што сакам да го кажам, минатата недела, токму од овој крај, од Тиквешијата, побаравме први инспекторите да кренат раци од лозарите. Побаравме да престанат манипулациите на државните органи и на инспекторите поврзани со измените на законот за вино и тој закон да се пременува така како што е донесен, а не да се прави повторно притисок врз откупувачите и притисок врз лозарите. И клучно е она што навремено пред било кој друг побаравме државата и владата веднаш согласно Законот за земјоделство и рурален развој да донесат одлука за интервентен откуп. Тоа право го имаше министерот, јас јавно го повикав веднаш да се донесе одлука за интервентен откуп од страна на владата, зашто сметаме дека единственото можно решение. Добро е што владата дава резултат овој наш притисок кој што го направивме токму навремено, но оваа одлука ниту е соодветна, ниту е навремена. И требаше на владата една недела за да смисли одредена мерка која што ќе ја донесе на владина седница. Она што сакаме да го порачаме е дека оваа мерка за ограничен за субвенционирање на винарските визби и тоа само на ограничено количество на вино и само на една сорта на вино не решава никаков проблем. Ова воопшто не значи директна поддршка на ниту еден лозар во Македонија за кој што цврсто застануваме. Лозарите, како што денеска сум информиран, повторно ги имаат проблемите. Тие ги имаат проблемите и со ланското неисплатено грозје, тие го имаат проблемот што владата преку ноќ го смени законот и наместо за 3 месеци, сега исплатата на лозарите ќе биде за 6 или 8 месеци. Тие го имаат проблемот затоа што и во овие неколку дена имаат огромна штета која што државата ниту помислува да им ја исплати, ниту пак лозарите добиваат повисока цена на грозјето токму од оваа владина мерка. Затоа апелираме. Потребни се системски мерки, а не паушални и не мерки кои што ќе се носат преку ноќ. Министерството, институцијата во која што сум заменик, ги има сите анализи, ги има сите податоци за тоа колку се произведува оваа година грозја, за тоа колкави се залихите на визбите и за тоа колку е потребата на пазарот. Токму затоа навремено апелиравме да се донесе соодветна мерка која што по закон ја има владата можност да ја донесе, тоа е интервентен откуп, која што ќе значише стабилизирање на пазарот и подигнување на цената. Наместо тоа имаме паушални мерки кои што ништо не значат на лозарите. Затоа упатуваме апел дека нашиот притисок за носење на соодветни мерки, вклучително и за интервентен откуп на сите земјоделски производи, тогаш кога има пореметување на понудата и порачката, овој наш притисок институционален и како заменик министер ќе продолжам да го правам и во министерството и во владата, се со цел да функционираме и да работиме во интерес пред се на земјоделците и на нивниот стандард. Но од друга страна нема да дозволиме ваквите мерки кои што се носат преку ноќ да бидат во интерес на било кој личен и фамилиарен однос кој што се блиски до власта, ниту пак овие мерки да се користат на штета и за уценување и притисок врз лозарите. Како гледате, дали ова е вештачки создадена криза со откупот, дали е реална криза и дали нема истото да се случи и со смедеревката и со останатите сорти? Ако државата дава субвенции за Вранецот, зашто не за смедеревката и за другите сорти? Нема ли таа тактика да ја употребат визбите? Оваа власт и овие институции кои што се узурпирани од неа 10 години функционираат со манипулации, со закани, со притисоци и со однапред предвидени стратегии и планови и мерки кои што пред се во интерес на поединци кои што се блиски на власт. Така и во овој случај. Оваа криза кажав дека е вештачка уште минатата недела токму од овде од Тиквешијата, кога го видовме на лице место проблемот кој што се создава. Првин со пуштените инспектори кои што хараат на теренот и кои што правеа притисок и врз откупувачите и врз лозарите,
при тоа на незаконски начин, затоа што повикувајќи се на измените на законот за вино, правеа одредени притисоци за работи кои што никаде во законот не ги пишува. Никаде во законот, да повторам, не пишува дека на еден пункт може да се откупува за една винарија. Никаде во законот не пишува дека треба да се обезбедат печати на винариите кои што ќе им се ставаат на белешките на лозарите. Но очигледно стануваше збор за вештачка криза која што некој сака да ја создаде, за да сега се нарекува спасител на лозарите. Затоа постојано ќе апелираме, постојано ќе инсистирам, постојано ќе правам институционален притисок да овие институции работат првин по закон, да инспекторите помагаат на терен на лозарите и да се во функција на нивна заштита, да никој не смее да ги манипулира со било какви уцени, закани и договори кои што им се нудат на откупните центри, но од друга страна државата мора согласно сите анализи и податоци кои што ги има да носи системски, навремени мерки за секоја една работа, вклучително и за ова. Затоа повторно инсистираме дека само интервентниот откуп, согласно член 37 од Законот за земјоделство и рурален развој, и откупот на вишокот од страна на државата може да го стабилизира пазарот и може да ги стабилизира цените. Наместо тоа се носат паушални мерки, наместо нешто да се направи во корист на лозарите, преку ноќ се менува законот и од 3 месеци сега исплатата ќе се сведе на 6 или 8 месеци. По ова што го направија, првата рата на лозарите ќе треба да им се исплати на почетокот на декември, а кој знае кога ќе се исплати, како што и денес ни беа предочени пред нашите очи белешки, документи кои што потврдуваат дека повеќе откупувачи винарски визби се уште од 2013 и 2014 ги немаат исплатена лозарици. Треба се стави крај на манипулациите кои што ги прави оваа власт со лозарите, и ако има пари за споменици, ако има пари за скулптури, за панорамски тркала, државата мора да има фонд преку кој што навремено ќе ги преземе сите мерки, навремено ќе се стабилизира пазарот и земјоделците на било кое производство ќе имаат стабилни и достоинствени цени кои што ќе овозможат нивен достоинствен живот, а не пред секоја сезона да се притискаат, да се оценуваат и да им се закануваат од страна на власта, а при тоа да се појавуваат како нивни спасители.